беше 11-та. 11 епизода, ама пред тоа 10 епизода имавме, кај што сами збориме. Спориме за Германија, не за глобално затоплување, право си. Глобално затоплување зборевме, да. Ти беше многу унесен од таа тема и да, јас дури почнав, да, мора да има епизода се договоривме, мислам за некоја понаредна, ако може некој гостин да ако може гостин некој што ќе биде внесен во таа тема. Да. Затоа што ја имам многу интерес во таа тема искрено. И многу имам читано и многу. Па интересна е тема баш за зборење. И зад навлеговме многу детално и дури се заборев колку помина. Ја едно нешто памтам тоа за хартиените цевки, што ги зборев јас 50 пати ги спомнавме. Ама така и се вика самата епизода. Хартиеници, затоа и така се вика епизодата хартиени цевки, да. Да. Баш за Global Warming има што да се каже. Има многу има. Ќе има друга епизода ваќе. Да. Ќе дефинитивно ќе има друга епизода, се надевам со гостин, ќе биде направена цаком паком. Да. Сега 11-та епизода со Ефто. Да. Со тој што чукаше, што го опоменавме 10 пати. Да, види, јас знаев дека се слушам, а не знаев дека кога слушаш со слушалки уво дека со слушалки. Да, јас ја слушав епизодата после слушалки. А дека јас само ја слушам на компјутер како без. Да, и знаеш како так и да, Ефто. Да, гостина беше многу возбуден, многу беше интересно. Можеби не кажуваше многу, меѓутоа испадна една од погледаните епизоди, на 400 прегледи имаше. Значи, таа епизода направи бум и кај тебе и кај мене. Многу. Не очекувавме. Не очекувано, 400 и не знам колку виз. Сам види, ние интересни теми збориме, само што не е уште нашиот канал толку развиен. Не е толку развиен за да снимаме само и да направиме прегледи како што направивме со Иван Ајнштејн или не знам со. Да, и мислам дека беше одлична епизода. Ефто, значи следен пат кога ќе доеш да гостуваш, ќе има тоа е вајда втор дел, значи не према. Да. Затоа што се слуша сега. Ќе се договориме. Тука е микрофонот. Ама добро, види, значи не сите гости се храбри, некои имаат и малку трема многу нормално тоа. Прва епизода ние немавме травма. Травма, да. Трема. Првата епизода ние немавме трема, ја имав трема реални да бидеме. Па добро, види, искрено, и првата епизода и втората епизода. Искрено, јас имав првата. Нулта, прва и втора имав трема, веќе трета почнав да се опуштам. Да се опуштиш, да. Ама добро, види, не се приметуваше. Тоа е Не се приметува, ама бев као леле ако го кажам ова, леле ако го кажам ова. Не. Сега више сум ко тоа е. Тоа е тоа, да. Ама не, види. Добро, да, види, ја на почетокот исто нулта епизода имав маца трема, затоа што нов проект е, ново нешто, плюс тука кај тебе, мислам дека во Слобода прв пат гледав така, не сум гледал претходно. Немам влезано, нели претходно народен ден, на горе не сум влезал никогаш. Ама дојам горе сум кој дека ова стварно се дешава и знаеш како зијаме посебна просторија, почнуваме, ставаме камери, свете се малце секунда 5 да почнеме. Малце те кочи. Малце кочење. Ма нема врска, после тоа почнавме, нели, мобето течеше супер, беше се за мене одмah ја се изгаси темата. Тоа е некои мисли онака што искачуваат пред да почнеме со снимање, така обично ми се има случувано. Како кога медитираш, ти влагаат мисли за да измиеш школата. Да измиеш школата, тоа беше многу добро момент. Тоа се смее буквално сега, не знам, може дали дека сам си ги гледам епизодите понекогаш. Да, и јас си ги гледам понекогаш. И дали дека сам себе се слушам, па дека ми е смешно или не знам, може и стварно да испадна интересно. Да не забореш да измиеш. Да не заборам да измием колата и тогаш стварно заборам да измием колата на крај. На крајава. И ја измием после една недела дури. Да. Значи кога медитираш цела треба да ти останат тие мисли. Тоа е тоа, да. Да. Така што мислам дека одлично, да, сакам да кажам тоа, одлична епизода дека. Чекај, како беше? Со Ефто беше 11-та? Да. И сега е 12-та со 12-та е со Митра комшија. Со Митра комшија, да. Митра комшија, да. Поздрав до Митра. Поздрав до Митра комшијата, може ќе се вратим за некоја епизода.